за деца под 12 години. Aziz. Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на опуштено на А1 телевизија. Се надевам дека ќе поминете квалитетно време покрај нас, ако ништо друго, барем ќе пробаме да обелите некое запче, односно ќе пробаме малку шегата да ја пренесеме во вашите домови преку ТВ екраните. Знаете дека најдобар лек за мене и за мојот другар Дејан се уште е далечинскиот управувач, тоа е она мала работа, црна, црвена, сива, зависно тоа каков телевизор имате, на неја има многу дугмиња, имате избор на канали, доколку ние ве нервираме, вие повелете, притиснете го ап, копчето за канали. Да ги представиме нашите гостинки, а пред да го кажам ова, значи, драги мои, оваа емисија не е наменета за оние што се под 18 години, оние што имаат слабо срце и оние кои се зависници од мастурбирање и критикување на другите. Симона од Ексклузив или од Фаци и замисли чудо, за дивно чудо, ги прашам сите како се презива Симона, како се презива Симона, како се презива Симона. Многу малку луѓе знаат кое ти е презимето, бидејќи името ти е толку. Сега дека не му текнуваше како се презивам, сега можеше. Не, сериозно, јас ги прашував сите и никој не знаеше да ми каже. Еве, официјално Николовска. Николовска и тоа ќе се смени наскоро. И наскоро! Човекот кон црна мача кој ти каже вака тоа е. Значи готово сега. Уште некој време ќе се презива, значи Викаш? Николовска. Чекај, вака дај да видам. Ајде погледнете, молам, како би тоа би изгледало. Ао, колку мал ќе има. Ајде привачи. Тони, нема да ми кобиш вака, значи не ми кобиш. Мачиш, не знаеш колку ќе се мачиш. Не ти коби. И гледам друго нешто тука, ќе се најде забава, кај да. И нормално Татјана Стефановска, една од најубавите фолк пејачки овде кај нас, да не ги навредиме до толку другите, за мене најубавата, дефинитивно да не ги ставаме суетите веднаш на маса, нели? Добро вечер за вас двете. Добро дојдовте во Опуштено. Се надевам дека ќе бидеме опуштени, така? Мене ми е баш драго што ме поканивте ова вечер во одлично друштво. На моје големо задоволство. Никој не каже да дое више. Па мораше да излезам во пресред. Не си некој да еден бе. Не, па пробавме да земеме некого од еден, али не иде. Ева, 2-3 емисии не сме викале никого од еден, освен нели ја и Део. Што има ново кај вас веднаш на почетокот да почнеме со професионалниот дел, ова може и да не е толку смешниот дел од емисијата, меѓутоа Што ние се занимаваме. да, логично би било да поработиме, да поразговараме за тоа што работите, како работите, што има ново кај тебе. Освен тоа што те гледаат на Ексклузив и те гледаат и на Фаци, тоа е во недела. Во недела, да, во 23:30. 23:30 и Ексклузив од понеделник до петок. Да, во попладневниот термин. Ти си во попладневниот Да, јас термин. сум во 16:30. Да, ланч тајм. Моите две гостинки докажуваат дека и на народната естрада, еве и на телевизијата се менуваат работите. Убавите лица говорат, паметни се, не е само убава или порано беше тешко да се најде водителка која ги содржи двата моменти во себе. Значи сите атрибути да биде и убава, и умна, и елоквентна да зборува. Твојата генерација тоа го докажува, низината генерација во фолк музиката тоа го докажува. Кажи ми што те натера да се занимаваш со ова, со водителство? Добро, јас во принцип она за кој што јас учам апсолутно нема никаква поврзаност. Предпоставам бидејќи нема школа за водители и за медиуми. Сега јас сум на правниот факултет Јустинијан Први, значи на државниот факултет сум, веќе сум 3-та година, здравје Боже, во јуни би требало да дипломирам. Сега за тоа потоа да. Или адвокатка, што ќе бидеш? Па ќе видиме, сега зависи што ќе земам за магистар.
Мене ќе ме земеш за магистар. Постдипломец. Сега не знам, можно е да продолжам, значи магистерските студии, значи да ги земам за медиуми, пиар односи со јавност. Односи со јавност. Да имам односи во јавност. Во јавност. Тоа си сакал јавно. Нема страв бе, и нема. Мерак ми е. Се восхитувам на тие луѓе што имаат односи со јавноста и во јавноста. Тоа е Така, една па сега ќе суште бидеме табу се тема. уште сум во фаза на размислување, така да има уште време. Добро, пред тебе е нормално, уште една Така да, уште година. сум малечка. 2 години ти остануваат од факултетот. Значи 3+2, значи сега јас во јуни би требало да дипломирам и 2 имаме. Заедно. Значи 5 се заедно. 5 за и ти си таму, така и ти си направен. Ја 4 Така? години. Па ќе го земеме Така ја. си задржа нешто, така што те фати апсолвентска мрза те фати Не, тебе. така бе, че 20 Зашто, пати на кое остана право и заглави си, не? почнав да се занимавам со ТВ. Со ветерина. Као што гледа. Шима материја. Да, инаку да, знаете доколку вашите така да им прави кажеме себе на си. гледачите доколку нивните миленичиња имаат некаков Миленички. проблем. Миленички. Може да се јавите кај доктор Дејан Матич Дорител. во оваа емисија. Дијан Матича. Телефонот Никола ќе ви го испише на малите екрани. Аха. Ќе бидете накнадно известени. Танци што има ново кај тебе? Пинч. Па ново кај мене не бе пинч. Пинч. Аха, повели. Тоа ти си кажа. Па ново кај мене, па завршија сега да речеме свирките за нова година. Презафатени бевме во тој период, знаеш и ти си музичар. Еден вид на музичар. еден вид на Тезгар. музичар, да. Вие сте музичари, а? Заврши тој период, одмарав некое време, февруар месец, сега се затопли времето. При крај се постите, значи почнуваат нови свирки, нови настик. постиш? Не, меѓутоа не се прават Постиш свирки. Такви журки како кога нема пост. Да. И на пост не се прават свадби, ништо. Па не пијат свадбени, Прва крштени. брачна ноќ како? И нема ебење. Секс. Водење љубов. Водење, љубов. А да ви го најдов правилниот збор, бе, гледаш ли, од сега само така Да кажувам. ти Понешто водам некој љубов. да ви- Така нема да ви ги се Да цнуваш. ви кажи, Да. да. Ајде, баш ќе ве прашам после. Дојде за сега тоа. период поново за работа. Така имам некои настапи низ Македонија. Подготвувам некој материјал во живо, значи песни. Ќе се надоврзам со мојавет дека освен ми убава знае да зборува, значи си го заслужила местото на телевизијата. Благодарам. Ти да знаеш да се фатиш со неа. Абе, Ке те тркаат. Скопјанки има за неа за прејани. Правен сам. од Јас тебе. па пак ќе сакам битолчани. А ти си Исто си како Дејан. Жичка нека. Сакам битолчанки, да. Але што не му зборуваш битолски Ќе му тогаш. зборувам. Немај ќе да Кога залапам. ќе дојдеш? Ле, ам тој се намовна веќе, гледај. Шас збораш ли? Знаеш што е да намовнав му на се битолски? Наежив. Најжив. Наежив. Јас само знам дека шмизла пуфла, викаат. Да, пуфла, да. Па имавме и избор на најголема Да. Најголема пуфла. во градот, ама Ти тоа е почна... демек. Не, Па моја... викнете на табичка, така и тоа некаде ова емисија. Не, не се сметаш себе си за пуфла не до битолска? толку. Не? Не. А Вие така, тонче, бе. здраво изгледаш. Добра. Пуфка. Добра, што е разликата тогаш помеѓу пуфлата и шмизлата? Па не знам... Шмизлата се шета Шмизла? на улица Македонија, пуфлата на Широксока. Да, Една, сигурно тоа може да добра. бе. Да Па биде таму си е видена- главна. Друго не знам што би било. Во главном се слични зборовите со Исто, значење, исто, да. Со значење? Да. И сега треба да направат некоја статуетка на пуфла. Во Битола. Ам не си има најдено. Па некој. имаше, да, тој избор беше пред 2 години ми се чини, па победи една девојка Шо? Пуфла. И мислам така, таа си се Одлично, тоа гордееше со значи, титулата. сега титула која си се Добро пренесла си ја во носи Битола. титулата. Титулата си ја носи, па мислам дека немало од тогаш избор. Јас сум пуфла. Значи, Јас сум пуфла. Тоа е мојата професија. Здраво ми, јас сум пуфла. Тања Пуфла. Тања Пуфлана. Симона Шмизла. Тони Шмизла, не се шмизла. Матодоро. Тони Токмако. Кажи, гледаш ли емисiju? Верно, исто срања, само друга телевизија, бе. Ovo je stvarno? Ој, нема му крај, веро. Isti, Stojko različito pakaj. Друга фреквенција. Vero, ne sam na toj talasnu dušinu. Нема хемија за тој телевизија. Vero, ima neka grupa su bila se terapija Durov. Ој, веро, што те тој дување? Vero, Vero, duvanje.